Добре дојдовте во 3D центарот во Скопје. Ова е нова епизода од Минути за стоматологија. Во овие минути ве запознаваме со нешто ново во дигиталната стоматологија, односно ќе зборуваме за интраорални 3D скенери. Ова ќе го направиме со помош на нашиот денешен гостин. Ќе му посакам добри дојден на доктор Томе Каркалашев. Докторе, ајде за почеток да ги запознаеме гледачите што е тоа што представува всушност интраорален 3D скенер. Интраоралниот скенер ни представува една најнова алатка која што ние секојдневно ја користиме во нашата стоматолошка пракса. Со помош на тој скенер ние земаме отпечаток од устата на пациентот. Значи, како што порано земавме отпечаток со конвенционални силиконски маси, сега тој отпечаток е заменет со дигитален отпечаток. Значи, скенерот е многу лесен и многу брзо се користи. Самата процедура е многу комфортна за пациентите и таа трае неколку минути и добиваме максимална прецизност на отпечатокот со овој скенер. Може ли еве низ вашата пракса да ни објасните како реагираат пациентите кога првпат ќе се соочат со нешто вакво? Да, некои се многу изненадени затоа што тој е доста нов производ и првпат се среќаваат со него, но бенефитот е многу голем за нив затоа што знаеме дека порано со традиционалните мерки како што се земаа со отпечаток, се јавуваше еден рефлекс на гадење и на повраќање. А сега со овој скенер веќе го немаме тој проблем и самите пациенти може да го гледаат целиот тој процес, значи како се зема отпечатокот и на самиот монитор на компјутерот да го видат отпечатокот и да ги видат нивните заби. Докторе, што значи тоа, дека воопшто не ги допирате? Не, ние ги допираме, но тоа е минимален допир и нема никакво, значи, како што кажав, нема никакво гадење, повраќање. Самата глава на скенерот е многу мала, не е инвазивна, значи процедурата е безболна и е многу лесна за самиот пациент и за стоматологот. Што значи за стоматолозите ова откритие во стоматологијата? Ова е нешто револуционерно, можем да кажем, затоа што еве, јас додека студирав, такво нешто не постоеше и сега со тек на годините, значи ние мора да ја пратиме технологијата како што напредува и и ние ги почнеме да ги пременуваме овие најмодерни технолошки решенија. Може ли да ни објасните како се користат во секојдневната стоматологија? Тие се користат така што самиот скенер е поврзан со компјутер и претходно треба да имаме инсталирано посебен софтвер на компјутерот. На самиот софтвер одбираме за која цел сакаме да го користиме тој скенер. Значи, тука имаме многу опции. Скенерот можеме да го користиме за изработка на коронки, на мостови, сега најново ќе биде за изработка на ортодонски алајнери. Може да се користи за изработка на хируршки гајдови за поставување на импланти. Исто така може да се користи за изработка на инлеј, онлеј, на ламинати, значи има многу широка цел. Така, откако ќе одбереме за каква цел сакаме да го користиме тој дигитален отпечаток, следната фаза ни е самото скенирање. Тоа се одвива во 3 чекори. Најпрво ја скенираме горната вилица или максилата на пациентот. Тука се скенираат забите со околните меки ткива. Следен чекор е скенирање на долната вилица или мандибулата, исто така забите со ткивата. И последен чекор ни представува скенирање на оклузијата или начинот на кој што пациентот ја затвара вилицата. Откако ќе завршиме со самото скенирање, самиот софтвер креира еден STL файл. Тој файл ние го испраќаме до зъботехничката лабораторија, тоа е нашиот ТК центар. Таму техничарите се користат CAD-CAM технологија, таа е најнова технологија, со која со помош на компјутер тие ги дизајнираат забите и тука предноста е тоа што и самиот стоматолог, а и пациентот може да ги видат забите уште тие пред да бидат изработени. Значи имаат една слика како би изгледале тие заби и тука може да се направат некои промени во однос на обликот или формата на забите според желбите на пациентот. Како сакаме всушност. Да. Ова навистина досега сме го немале. Да, и исто така овој софтвер ни овозможува да креираме и така наречена дигитално дизајнирана насмевка, така што во самиот софтвер можеме да вметнеме и фотографија од лицето на пациентот и да вметнеме и CBCT скен, значи 3D томографска снимка,
Откако ќе се соединат сите овие фајлови, се добива една комплетна слика за пациентот. Така добиваме многу по-предвидливи резултати. Значи, овој процес, колку и да изгледа комплицирано, е многу брз и за само еден ден пациентот може од земање на дигитален отпечаток да се направи дизајн и да добиеме конечен резултат, значи готови зави. Ово што го споменавте со дигитално дизајнирана насмевка, верувам многумина ќе им го привлече вниманието. Да, за тоа ќе позборуваме во некоја наредна емисија, бидејќи тоа е малку поширока тема. Бидејќи иако овој се нарекува интраорален скенер, има и екстраорална опција, значи можеме да ги скенираме устните, носот и некои делови од лицето на пациентот. Со истиот, да. И да добиеме еден конечен резултат кој ќе биде перфектен. Верувам дека многу работи им стана појасни на нашите гледачи, но за крај би сакала да направиме една паралела, односно компарација за тоа какви се предностите на дигиталните отпечатоци земени на овој начин во споредба со традиционално. Предности има многу и предностите се за сите, и за стоматологот, и за пациентот, и за самите забни техничари. Најпрво предност за пациентот е тоа што кажевме, значи пациентот го нема тој проблем на рефлекс на повраќање или на гадење. Исто така пациентот е максимално заштитен од секакви инфекции и зарази, затоа што самиот врв на скенерот е променлив и исто така тој се дезинфецира и се автоклавира. Исто така предност за стоматологот е огромна предност е тоа што тој нема потреба да купува никакви отпечаточни маси, со што економски тој многу заштедува. Предноста за техничарите е тоа што цела нивна работа порано што била мануелна или рачна, сега е заменета со дигитална, значи цела работа ја прават на компјутер и немаат никаков допир со крв или со плунка, со што се исто и така и они максимално заштитени од сите видови на инфекции и на зарази. Значи сите имаат бенефит од ова. Да, ова кој што можев јас да го заклучам на самиот крај, ланчено секој има бенефит. Секој има, да. Секој кој што е во кругот. Ви благодарам, докторе, многу за вашето гостување и за сите овие работи што ги споделивте заедно со нас. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам и вам, почитувани, што погледнавте уште една епизода на Минути за стоматологија. Доколку ви се допаѓаме, продолжете да не следите на истиот овој канал. Секоја недела во 10 часот имате нови содржини од Минути за стоматологија. Поздрав!